Господине Заев, ама немојте повеќе со храбри чекори. Доста е и на Македонија, и на овој народ од вашите храбри чекори. Аман доста е. Велите Уставот дозволува да бидете и премиер и министер за финансии, исто така дозволува и Законот за влада. Сега јас ќе ви прочитам дел од Законот за влада, па ве замолувам во контрареплика да ми кажете во кој уствари членот е 11, да ми кажете во кој дел вие гледате дека може да бидете и премиер и министер. Права и должности на председателот и членовите на владата, член 11 вели: председателот на владата раководи со работата на владата, одговорен е за нејзината работа и остварува соработка со други органи, јавни претпријатија и установи. Став 2. Председателот на владата го насочува действувањето на влада во целина и на нејзините членови во согласно со програмските определби и насоки што таа ги утврдува. Став 3. Председателот на владата ги подпишува прописите и актите што ги донесува владата и се грижи за нивно спроведување. Четврти став. Председателот на владата формира канцеларија која ќе му помага во вршењето на неговите права и должности кои произлегуваат од Уставот, законот и ловникот. И последниот став 5. Председателот на владата остварува соработка и со трговски друштва, здруженија на граѓани и други правни лица. Кој став дозволува да сте и премиер и министер? Навистина овдека не гледам, меѓутоа можеби ќе слушнеме од вас. Впрочем, господине премиер, откако сте на власт од првиот ден, она што е својствено за оваа влада е непочитувањето на законите во државата. Буквално на сите нивоа, и на министри, и на директори, и на градоначалници и така натаму. Истото ова е и со Законот за антикорупција, кој што закон го доби својот изглед всушност благодарение на опозицијата, меѓутоа како власти мене ми е гордо што и вие го користевте тоа и се фалевте пред меѓународната заедница дека дел од реформите ги постигнавме токму со носењето на овој закон, меѓутоа за жал изгледа владеачкото мнозинство и вашите советници не го знаеле овој закон, па не ви посочиле дека законот не дозволува да сте и министер за финансии и премиер. И замолувам, доста е со лагата, најчиста препорака. Па цела јавност веќе извештајот е излезен повеќе денови. Цела јавност го гледа извештајот и извештајот се рече си ист како и ланскиот. Споменете го фактот дека Македонија добива 10-та поред препорака, позитивна препорака за преговори. Ако се сеќавам добро, во минатите години 2011-2014 уште попозитивна беше оценката од годинава. И ако претходно единствената причина која што се наведуваше за недобивање на датум за преговори беше името Република Македонија, вие и тоа го направивте, го смените името, меѓутоа фактот е еден дека забелешките овој пат се други, односно владата не работи. Овој извештај, недобивањето на датум за отпочнување на преговори во 2019 кажува и оваа влада ја носи Македонија само во провалија. И затоа денес е денот кога оваа влада, односно вие господине премиер, имате време до крајот на денот да ги повлечете овие точки дневен ред и да поднесете само една точка за минување од оваа влада од тоа да ја води Република Македонија понатаму во амбес.